По четврти пат, откако се официализираше како празник на градот, Кочани со низ засвечености ќе го одбележи Петровден. Овогодишното празнување ќе започне в среда со промоција на книгата Македонски празници и празнични обичаи од професор доктор Марко Китевски, што ќе се одржи во Центарот за култура Бели Мугри. Следниот ден на стадионот Никола Мантов е закажана официјална средба со членките на женскиот фудбалски клуб Кочани по повод освојувањето на титулата државен првак во женски фудбал. Во вечерниот термин, празничната програма ја донесува театарската представа Джамалари Дионис во режија на Страшко Милошевски, како и концертот на групата Black Diamond од Кюстендил, Република Бугарија, што ќе се одржи на платото во трговскиот центар. За в петок, 11 јули, во 19 часот во амфитеатрот на Правниот факултет во Кочани ќе се одржи традиционалната духовна академија, на која ќе настапи хорот Свето Благовештение од Кочани. Веднаш потоа во градскиот парк е закажан Петровденскиот концерт на народна музика, на кој ќе настапат Есма Реджепова, Елена Велевска и групата Dream Team. В сабота, на самиот ден на празникот, во раните утрински часови ќе се изведе Петровденскиот планинарски марш на релацијата Пониква Царев врв, а во 8 часот и 30 минути во православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги ќе се одржи свечена божествена литургија, пошто во 11 часот ќе следува и црковна литија и кршење на Петровденскиот колач во паркот на Револуцијата. Во исто време на Пониква ќе започне влашкиот етно фестивал на Петровден Ситена планина. За во 11 часот и 30 минути е закажано свеченото отворање на производните погони на Руен Инокс автомобиле, а 1 час подоцна во мултикултурниот центар ќе се одржи свечената седница на Советот на општина Кочани, на која ќе бидат доделени и највисоките општински награди и признанија за оваа година. Одбележувањето на Петровден ќе заврши во 19 часот и 30 минути со одигрувањето на финалето на празничниот турнир во мал фудбал на спортскиот терен во клонот на детската градинка во населбата Текешински Лозја.